антимакедонски помии, кои ги прошверцува во разни европски, француски предлози и договори, кои треба да го однесат македонскиот народ по патот на обезличувањето, а може би и исчезнувањето. Ги внесоа во тој фамозен предавнички француски предлог истата таа Европа која ни го понуди, која мислевме дека е демократска, дека ги почитува собствените принципи и права, и едно од незините темелни права, правото за самоопределување. Наместо тоа, таа Европска унија го изневери македонскиот народ, ни прати овде некои мажи кои сакаат да се облекуваат во фустанчиња, кои самите не знаат што се, а сакаат од нас, потомците на геничиите, да подпишеме, да прифатиме нешто што знаеме дека не сме. Еве им порака до нив и до бугарите. Од македонец бугар не бидува. И до најлошиот кошмар. Анте Поповски бееше, со векови бев уплашен со ножот на туѓата рака. Сега овој час сум уплашен со ножот на своја рака во нашите плеки. Таче, заед, Маричи, можете да подпишете секакво предавство, но тоа нема да ве направи поголеми европјани од нас, нема да ве направи ниту по-напредни, ниту по-паметни. Со тоа само ќе покажете доколку подпишете дека сте изродени кукавици кои за 5 пари плукнале врсите завети на нашите прадедовци. Продадени души кои веќе никој не сака да ги прекупи. Лабани на Софија и на Брисел. Ете тоа сте вие. Не сакате да бидете македонци. Не ни можете. Само треба да знаете една работа. Македонија не дава да биде продадена. Ако ја продадете, ќе ги изгубите и парите, и Македонија. What about you, European Union? Shame on you! We will never surrender! Никогаш нема да се предадеме! Никогаш! Yo. Во 21. век, кога народите се ослободени од историските теми и се борат да опстанат на планетава Земја, има таков народ кој нема друга работа, туку да го мрази, попречува и убедува својот комшија дека не е тоа што е, туку дека е бугарин. Има таков народ кој во Втората светска војна има таков зулум направено на македонското население со убиства на многу револуционери, со мачења. Народ кој ги собрал и ги депортирал македонските евреи право во логорите на смртта во Германија и во Полска. Има таков народ кој со мито и корупција, со закана измама, врз база на економската немоќ на македонскиот граѓанин, упорно профитира 10 години издавајќи му бугарски пасоши за дебели суми пари. И во најмала рака нечесно, а во реална смисла тоа е дебел криминал. Затоа представници на тој народ се ставени на црната листа на Соединетите Американски држави. Има таков народ кој не си ја гледа сопствената несреќа дека до 2070 година неговото население ќе се намали за половина и нема да има повеќе од 5 милиони бугари, од кои 30% ќе бидат постари од 60 години.
туку само гледа тој народ како да го натера соседниот народ врз база на нееднакви псевдоевропски критериуми да каже дека е бугарски. Има таков народ кој те гледа во очи и те лаже, ти вели дека ќе ти подари вакцини и дека тоа го прави од добрососедски намери, а од вакцините до ден денес нема ништо. Има таков народ кој сака цела историја да ја присвои себично и лукративно, досега невидено во европски рамки, го оценува својот сосед имајќи цело време во изјавите на своите представници територијални и геноцидни претензии кон туѓа држава. Има таков народ кој 50 години живееше под комунистичка диктатура за да раскажува за соседите кои истите тие 50 години ги живееле во демократска социјалистичка држава со сите подобности, со отворени граници, со пасош признат во целиот свет. Има таков народ кој не се гледа себе си дека се дави во мито и корупција, кој не гледа дека го обвинуваат дека ги нема пола европски фондови, дека има пензија од 100 евра на своите граѓани, но народ кој нонстоп се залага да го уништи народот до себе, својот сосед, да го асимилира и да го претопи низ така наречените европски вредности. Има таков народ кој има украдено 100 македонски песни од композитори како на пример од Јонче Христовски и тврди дека се българска народна песен и тоа пред целиот свет го тврди тоа и тоа е прилично настрано, морам да ви признаам. Има таков народ. Но ние сме тука од секогаш. Македонија е библиско име и ние сме незини деца. Вие од кај дојдовте соседи бугари, вие си знаете и вие си го славите тоа. И проверете се од каде ви се 80% од зборовите, да не се случајно руски. Јас би рекол дека повеќето ви се македонски, затоа што и јазикот ви беше даден, како и писменоста. Ама денес, нели се е ваше? Мислите дека ако некоја будала, тоа ви го признае дека така ќе биде веки веков. Па пријатели, ние сме пиреј за разлика од вас. Не садиш, сами растеме кај што ќе стигнеме. Ние црвени ко крв и жолти ко сончев зрак, ние сме заебани во мозок од многу предавници, но чисти во душа од многу маки и јадови. Хартија трпи се. И ќе ви се потпишат, него децава како ќе не ги убедите кога секој ден им раскажуваме за тоа како прадедо им сте го ставале нели на струја, сте го мачале да каже кај се шумкарите и така натаму. Неа бива бе таа без ум. Со сила правда не бива. Со сила историја пак хич. Ваше било ова, ваше било она, се ќе земете, ама само вистината не можете да ја земете. Вистината е во нашите срца, во нашата колективна меморија. Затоа, бркајте работа бе и глејте си ги тоа криминалците што ве водат. Може еден ден ќе се опаметите и ќе станете мудар народ и неоптеретен со вакви романтичарски глупости. Тогаш, верувам, и повеќе ќе се сакаме, и повеќе ќе ве сакаме. А сега со право ве... Ајде бе, си знаете, има таков народ кој нема друга работа, туку да ги обедува комшиите дека се бугари, додека други бугари го крадат и лажат и опасно го осиромашуваат. Има таков народ. После ова епизода денес, веќе не верувам дека ќе преживеам некој следен напад, ама затоа вие можете слободно и со чиста совест да одите на спиење и сонувајте Македонија онака како што ја замислувате.